Монт Еверест порасна за 20 километри. Македонија на запад се граничи со Бугарија. Ова се само два од бројните примери кои одбележаа пропаста што ја доживеа долго најавуваната реформа на образованието на СДСМ и ДУИ. Одветувањата за вештачка интелигенција за 7 години владење образованието го вратија во камена доба. Дигитализација па не, онлайн настава па настава со физичко присуство, учебници има, ама нема, па родител 1, родител 2, завршена учебна година без свидетелства, образовни реформи без јавна поддршка, протести и критики. Наместо скандинавски модел на образование, македонските ученици се впишаа во најслабите од регионот. Со новата концепција создаваме образование кој ќе нуди квалитетни услови за секое дете и континуирано ќе вложува во наставниците кои што се срцето на образовниот систем. Се кроја реформи во образованието без широка јавна дебата, за на крај полуспроведени концепти без поддршка од стручната јавност и родителите. Потребно е стручно и целисходно водење на сите реформи на образованието во нашата држава, а реформите треба да обезбедат систематско и посебно изучување на македонскиот јазик и македонската историја. Под притисок на Грција и Бугарија, предметите историја и географија исчезнаа, се роди мега предметот општествени науки. Биологија и хемија се споија во природни науки, на што бурно реагираа професори, наставници, родители. Не можеме да ги изоставиме и оние промени, односно оние најнови експерименти кои што ги воведе поранешната министерка Мила Царовска, која што направи тотален хаос во образованието, и денеска се наоѓаме во една ситуација каде што јас како наставник по географија предам природни науки, предам дисциплини од физика, предам дисциплини од биологија, предам дисциплини поврзани од хемијата. И покрај сите противења, реформите се спроведоа, но учениците останаа без учебници. И не само учебници, немаше ниту свидетелства. Трето и шесто оделение се уште нема учебници. Ќе се работи по дигитални наставни програми. Родител 1 и родител 2 дефинитивно ги заменија мајка и татко. Загриженоста за катастрофалните одлуки во образовниот систем ги извадија повеќе пати родителите на улица. Ние веќе неколку години се бориме против овие образовни политики кои што ги донесе тогашната министерка Царовска и за жал продолжија, како продолжи на рака и со наредниот министер господин Шакири. Видете, генерално проблемите се големи. Тука имаме отсуство на исполнување на основни права на децата. Зборувам за основни права на децата. И кога надлежните размислуваа за големите реформи, заборавија на основните услови, како на пример личната хигиена на децата и греењето на учениците. Нема каде да си ги измијат рацете, нема каде да уринираат. Дали секој сега има парно грење во сите простории е прашање, еве јас лично немам. Пред Царовска беше Арбер Адеми, после Царовска и Етон Шакири. Сите тројца со големи ветувања, но нивното спроведување тешко одеше. Едно од главните ветувања кое што не е исполнето, тоа може да се провери во програмата каде што доаѓа од политичката партија, каде што доаѓа нашиот министер за образование и наука, тоа беше дека почетната плата на просветните работници ќе биде минимум 600 евра. Ние немаме почетна плата од 600 евра. И помошта за средношколците и основците остана само на билборди.